Почитувани гледачи, продолжуваме понатаму со емисијата Дневна соба. Ова утро моја гостинка е психологот Сања Ставров. Добро утро и добре дојдовте во Дневна соба. Добро утро, добре ве најдов. Ви благодариме што се одзвавте на нашата покана. Благодарам и на вас. Утрово, почитувани гледачи, разговараме на две теми кои што колку се слични, толку се и различни. Темите се тешки, а тоа се депресијата и анксиозноста. Сања, најпрво да направиме едно резиме, така да кажеме, во кратки црти да објасниме што е тоа депресија. Вака, значи, јас би сакала уште на самиот почеток да направиме јасна дистинкција помеѓу тоа што е тага, разочарување, што е некаква иритабилност или причинско-последична врска од некој настан, каде што нашето расположение е раздрмано, народски кажано. Значи, станува збор за депресијата представува едно расстройство во расположението и апсолутно корени нејзини се, нели, тагата, разочарувањето или една раздразливост која што може да има причина, најчесто во депресивните епизоди и не би морало да има причина. Но, она што го викаме ние тага, соодветствува на некој настан кој што апсолутно не има потресено и автоматски си има свој период. Или тагата можеме да ја чувствуваме, е сосема природно чувство, како и среќата, како и радоста, како и љубовта, како било која друга емоција. Меѓутоа има свој рок. 2 недели се еден оптимален период кога ние психолозите, психотерапевтите го третираме како една нормална реакција на некоја настаната случка. Не можеме да го избегнеме моментот дека кога губиме некоја драга особа или ни се случува некој настан кој што не бил мил, да ние автоматски во тој период реагираме на тоа, нашиот организам реагира на тоа и реагираме со раздразливоста по начин да тоа сме тажни, да сме малку тешко достапни, да се затвараме во себе и апсолутно да го истажиме моментот. Јас практикувам да кажам дека многу е здраво да си ја гушнеме тагата, затоа што е еден нормален процес од животот на секоја личност и да дозволиме тој период да го прежвакаме. Постојат ситуации кои што тоа прежвакување го прескокнуваат и преминуваат во депресивни епизоди. Депресивните епизоди поминуваат во депресивно расстройство кое што има своја димензија, односно може да биде умерено, може да биде благо и може да биде и такако јака депресија, односно веќе позадлабочено е. Изборуваме за некој период кој што може да трае повеќе од месеци, години, година и пол, 2. За жал, депресијата е една состојба, односно едно расстройство кое што за жал, пак ќе кажем, на крајот може да заврши и со психијатриска поддршка, апсолутно, спаѓа во неврозите кои што се третираат и медикаментозно, додека моментот на меланхолија, разочарување, тага може да поминат на едно базично ниво. Дневно. Да, ние тоа го прежвакаме, преработиме и просто да си дојдеме на она што претходно сме биле во нашата ментална состојба. Многу често знаеме да се посумневаме дека некоја наша блиска личност, некој наш пријател или познаник страда од депресија. Но тоа е некоја наша субјективно чувство. Не можеме толку често да ги препознаеме луѓето, дури ни самите тоа не го искажуваат, дека имаат депресија, дека патат од депресија. Кои се првите симптоми кои можеме да ги забележиме дека е наша блиска личност со која, например, живееме? Како да забележиме дека таа личност пати од депресија? Вака сега, значи и за тагата и за депресијата има 2 клучни моменти, а тоа е моментот на самоизолација. Значи, луѓето кои што се во тага просто не учествуваат во некои раздрагани ситуации, во некои веселби, во некои среќни моменти или доколку се осудат да тоа го направат во чест на оној кој што ги поканил или да го испочитуваат, тоа трае многу кратко и тие се повлекуваат. Значи, повлекувањето и во однос на тагата и во однос на депресијата е сосема исто. Значи, се случува некаква социјална изолација, која што рековме кај тагата е многу краткотрена, меѓутоа кај депресијата и како трае. Тоа е првото. Другото е иритабилност. Значи, јас сум лесно раздразлив, јас сум лесно конфликтен, затоа што се борам сам со себе си, се борам со некои мои
лични моменти на преживување или на прежвакување, на обработка на некои ситуации кои што можат мене и мојата околина да ме извадат лесно. Ќе земам за пример кога се случува смрт во едно семејство. Често пати се случува бумеранг од совети. Знаете, доаѓа кобура, ајде, сега животот продолжува, има за кого да живееш, има за кого да ствараш, верувајте, луѓето во тој момент, ама апсолутно немаат потреба да слушат дека треба да бидат живи. Јасно им е тоа. Имаат потреба да се помират со тоа дека нешто се случило и понатаму со тоа ќе живеат, односно без тоа ќе живеат. Значи може да зборуваме и за смрт на милениче, може да зборуваме и за загуба на работа, може да зборуваме и за апсолутно било кој шокантен настан кој што кај нас направил расположението кој што претходно било на солидно ниво да биде раздрмано, односно да биде во пат. Значи самото расположение, самиот емоционален статус повеќе него има истиот баланс. Кај депресивните луѓе има други симптоми кои што се сигнали дека се случува депресивна состојба, односно дека постои депресивно расстройство или просто депресивна епизода. Првата работа, кога спомнавме, нели, иритабилноста, конфликтноста, за се нешто. Значи не мора да има на дневно ниво некоја важна ситуација која што ќе ме изиритира, може да биде повишен тон и просто да се повлечам, да се тргнам на страна, да се изиритирам. Изолацијата, меѓутоа тука учествуваат несоницата или претераното спиење. Значи индивидуата има бег или е премногу окупирана со тоа што се случува на дневно ниво или бега во голема крајност да е неприсутна. Го зборуваме значи за крајна изолација од она што на дневно, односно базично ниво се случува. Другото Тоа е обид за бегање од реалноста? Обид за бегање од реалноста. Обично депресивните особи имаат потреба да избегаат од тоа што вистински се случува. Настанува прекоумерено јадење или губење на апетит. Тоа е многу воочливо. Не може да не биде воочливо, значи кога живееме во една иста просторија, просто кажано во еден стан, во една куќа, не може да не забележите дека некој не јаде како што јадел претходно, не конзумира храна по начинот како што конзумирал, или ќе го промени скроз ритмот на јадењето, или ќе се прејадува, претерано прејадување, значи не зборуваме ние за грицки навечер да ти се сладки или пуканки или палачинки, зборувам за прекоумерена храна. Преголем внес на храна. И тоа почнува по некоја време да станува и такако воочливо. Другото што е исто така многу важно, се случува пат на мотивацијата и волјата. Луѓето во депресија апсолутно немаат никаква волјава активност. Сето тоа што на една личност до претходно и било интересно, или она била успешна, или просто ја правила среќна, таа повеќе не ги прави тие работи. Депресивната личност апсолутно заминува во една друга димензија која што е непрепознатлива за нејза како личност. Јас пак ја кажем, не е можно да не се воочи промена ако сме присутни тука и сега, нели? Нашата денешница дозволува да често си бегаме од тоа што се случува околу нас, да не сме во контакт едни со други, или како што би се рекло, секој слуша за да ти одговори, а не за да те разбере. И автоматски можеме да ни избега моментот, ајде бе, сите сме депресивни. Многу е злоупотребен зборот депресивни. Многу депресивна е крајно злоупотребен. Крајно злоупотребен затоа што луѓето почнаа да се лечат преку Google и да гледат симптоми и да викаат аха, јас сум тука. Многу често депресивната особа и не е свесна дека е во депресивна епизода. Најчесто луѓето кои што се во депресија реагираат нивните најблиски во секојдневниот живот, дека еве не можеме да помогнеме, нешто се случува. И она што е исто така важно во една депресивна епизода, афектите сите се на минимум, сексуалниот порив исто така го нема, не е присутен. И за жал себе обвинувањето доаѓа до тој степен да тие луѓе размислуваат на самоубиство, односно за нивната безвредност, дека стигнува до тоа ниво да они просто немаат потреба да бидат живи или присутни во оној сетинг во кој што се наоѓаат. Храброст ли е во прашање или се работи за нешто друго? За некој да посегне да си го одземе животот?
Не знам, не би било можеби правилно да го дефинирам тоа, затоа што знаете, луѓето може да се охрабрат и нели често сакаме да бидеме херои во некоја приказна, еве јас ви направив да се осеќате убаво, мене ме нема. Не би рекла дека можам да го дефинирам како храброст, туку како една психичка лабилност. На тие луѓе им треба многу голема поддршка. Во однос на депресијата и како е потребна социјална поддршка. Е потребно да се чувствувате прифатени, а не отфрлени. Кај депресијата најголемиот проблем е што вие не се чувствувате како дел од средината која ве обкружува, дека вие просто чувствена вонземјанец. Некако не припаѓам овде, не се пронаоѓам овде. Извинете, точно ли е дека никогаш е доволно само некој да ве праша како сте? Апсолутно. Ама после тоа како сте да не продолжи тој некој, и јас исто. Знаете, ние во секојдневниот живот се среќаваме, нели, со пријатели, познаници. Струмица е мало место, просто може секој со секој се знае и се среќава. Како сте супер, и јас исто. Да, сосема те разберам, знаеш што на мене што и продолжува со неговата приказна. Затоа реков, луѓето ве слушаат за да одговорат, не ве слушаат за да ве разберат. Многу малку од луѓето во кои што сме во секојдневен контакт имаат активно слушање. Да слушам за да биде слушнат. Значи јас ќе молчам еве 10-15 минути, како што е во нашата пракса, кога се оди кај психолог или кај психијатар, односно кај психотерапевт, па и кај психијатрите, и тие се доедуцираат со психотераписки методи, да бидете сослушани. Вербализацијата е првата сеанса. Вие дробите, зборувате или пак ништо не зборувате, ама ви се извлечени реченици кои што стручњакот кај кој што имате отидено се фаќа и работи на таа тема. Кога кажете проблем и е анулиран со проблемот на оној кој што му се обраќате, не сте слушнати. Како сте, нема вредност. Кога ќе те прашам како си, јас би сакала да знам како си. Не би сакала да ти раскажам јас како сум. И тоа е еден момент, една трка во тоа кој побрзо ќе се спаси или кој поубаво ќе живее, тој некој сетинг кој што е разочарувачки затоа што јас повеќе се плашам од едно апатично друштво во кое што прераснуваме, кога апсолутно немаме осет, немаме сочувство, немаме емпатија, немаме солидарност, немаме активно внимание за другиот. Просто се гледа моето, јас, ние, за моето си мое, мене и тука како се е обезвредното. Ако не е примено, вистински и прашано, добро ли си? И после добро ли си, ако ти премормори некој, ти стварно добро си? И имаме ние неколку луѓе, нели, секако дека се бројат на прсти на кои можеш да му се обратиш кога ти е најтешко и знаеш дека ќе бидеш сослушан. Моментот кога ќе сватиш дека немаш некој кој што вистински те слуша, се повлекуваш и тоа чувство на вина, таа обезвреднатост расте и се запаѓа во една депресивна епизода или во крајно депресивно расстройство. Ќе се навратиме повторно на депресијата, но сега да ја погледнеме и другата страна. Колку всушност се слични или пак различни депресијата и анксиозноста? Што правиме со тинејџерите кои се почесто се анксиозни и како што разговаравме пред да влеземе во студиото, која ќе почне од некоја тинејџ возраст, рековте дека може да трае дури и до 38 години. Како можат родителите, наставниците, професорите на факултет да ги приметат студентите, учениците, децата да си ги приметат родителите дека им се анксиозни? Повеќе ли се искажува анксиозноста за разлика од депресијата? Повоочлива ли е? Апсолутно да. Значи, анксиозноста и депресијата имаат една сличност, а тоа е изолацијата. Значи, во анксиозна состојба и во депресивна состојба сличноста е изолацијата, особено социјалната изолација. Но, анксиозноста има воочливи психосоматски симптоми кои што, значи, се јавуваат соматски, односно телесни симптоми кои што укажуваат дека на нас нешто не се случува на психичко ниво. Го знаеме ли тоа? Да. Во тој момент свесни ли сме дека нешто не е пред нас? Не, за жал не. Моето искуство кажува дека многу од луѓето кои што имаат анксиозно расстройство или панични напади кои што може да бидат произведени од анксиозноста, најпрво се обраќаат на матичен лекар.
затоа што зборуваме за соматски симптом. Значи, мене нешто ми се случува во однос на моето тело. Што е тоа? Прво и основно, многу е слично како да имате проблем со тироидна жлезда. Имате како кнедла во грлото, се јавува срцебиење кој што може да биде предизвикано од тироидните хормони, почнува некој тремор кој што е, верувајте, особа во анксиозност може да се тресе баш буквално како да е на некој електричен стол, да трнат рацете и нозе, значи екстремитетите да ја губат својата функција, просто стануваат, атрофираат. Не ги чувствуваме како дел од себе си, да тоа подесна помине во голем облив на пот, како да сме претрпале некој страотен настан. И за жал анксиозните луѓе всушност пливаат во страв. Тие пливаат во константен страв на дневно ниво и покрај тоа што тригер во самиот ден за тоа може и не постои. Сите ние, сега пак ќе кажам, да не се разбереме грешка, како со тагата и разочарувањето и депресијата, да не се мешаат поим. Секој од нас на дневно ниво конзумира стрес. Многу пати сме слушали од лекари дека најголемото зло на денешницата е стресот. Како да го избегнеме стресот? Па просто е невозможно да се избегне стресот. Тоа е како една мина која на газните ве погодува и стресот се случува. Но она што е на дневно ниво, ние знаеме дека окей, имам стрес на работа, пример работам во рудник. Свесно сум ја избрал работата, мојата професија, и тоа е да стресна работа. Работам во итната помош. Јас свесно сум избрал дека имам стресна работа и дека можеби денеска ќе се случат 3 смртни случаи. Јас свесно влегувам во тоа. Кога свесно влегуваме во тоа и кога сме свесни дека тоа е дел од нашата од нашата професија, од нашиот работен ден, тогаш не се тоа акумулира или рефлектира врз себе си. Сега да не зборуваме, нели, да не одиме во друга тема, а тоа е на психичката лабилност, меѓутоа многу од луѓето избирајќи свесно што ќе работат, веќе имаат блокада до каде е моето, а до каде е на пациентот. Тоа е една работа. Но стресот кај анксиозноста е понекогаш, многу често нема причинско-последична врска. Не постои. Не постои. Значи просто не постои на дневно ниво. Замислене? Замислене затоа што во моментот на анксиозност и во моментот кога што може да се произведе паничен напад, ние имаме чувство дека готово крај. Умираме. Нема спас, нема кој да ме види, нема кој да ме најде, јас ќе се раскапам сам во станот ако живеам сам, или никој од колегите нема да ме прифати дека јас сум свестен во купатилото, готово крај ќе ми пукне срцето, јас ќе доживеам инфаркт, мозочен удар. Точно ли е дека е слично чувството како инфаркт? Апсолутно. Затоа најчесто и ги мешаат? Да, и затоа се обраќаат кај матичните лекари, кои што нивната работа им е да симптоматски дијагностицираат и на основа на тоа да понудат помош. Што значи тоа? Многу често, ако клиентот, јас ги викам клиенти, но пациентот се обрати кај матичниот лекар и се пожали на вознемиреност. Јас сум вознемирена, знаете, многу тешко го поминав претходниот период, значи си кажува и што ти се случува, па некако знаете, имам некој трепет, некој вознемир, па добро, напи се Б-комплекс, напи се неуробион, напи се Б-витамин со магнезиум, ти треба малку опуштање, сите поминавме стресен период. Апсолутно COVID-19 си го зема данокот. Си го зема данокот затоа што ние патиме од колективна анксиозност. Се извинувам. Од колективна анксиозност. Значи ние не сме излезени од стресот кој што не водеше скоро цели 3 години. Луѓето се навикна да пливат во стрес, занемерувајќи го тоа и при тоа барајќи тригер како да се осетат повторно живи. Затоа што практично ние бевме во една состојба која што ни беше наметната и управувана без наша волја или... Сите седевме дома и чекавме да почнат вестите да видиме колку случаи има денеска, колку починале, колку се излечиле. Апсолутно. И тоа се покажува и на глобално ниво дека
анксиозноста веќе ја надмина депресијата, а ако до пред 2020 ние имавме енормни бројки на светско ниво до 17-18% од населеноста на планетата дека пати од депресија, од депресивно расстройство. Значи зборуваме за медикаментозна терапија, зборуваме за хоспитализирани луѓе. Сега анксиозноста се зема замав и тоа е очекувано. Анксиозните луѓе посегнуваат ли по својот живот? Не. Тоа Тие се плашат дека ќе умрат. Аха. Тие имаат константен страв дека ќе умрат. Многу ретко анксиозна личност ќе посегне по својот живот. Тоа е епизоди суицидални кај депресијата. Анксиозната личност секој ден умира. Секој ден умира. Ако се нема соодветен период кон тоа, анксиозната личност секој ден умира. Во произведените панични напади таа секој ден губи дел од своето здравје. Пак ќе речам, тука многу често може да бидат тригери. Хронична болест. Се борите со хронична болест. Вие сте во константен страв дека денес е денот. Хронични болести спаѓаат сите срцеви заболувања, интервенции на срце, терапија за крвен притисок. Вие се плашите дека денес готово, крај ќе се качи на 240, јас сум во клиничка смрт, нема кој да ме спаси, јас умирам. Може да биде тригер насилство во детство. Значи тоа е демнење. Кога ќе се случи истиот акт одново, кога ќе налетам на иста таква личност. Може да биде апсолутно некој немил настан кој што не нас шокирал, тука неминуелно пак да ја спомнеме смртта, и генетичниот момент, кога губиме некој што нам ни е вистински многу близо. Значи зборуваме за родители, за други предци, баби, дедовци, тетки, кои што, например, можат да настапи смрт заради некоја кобна болест и сега, окей, ние носиме иста генетика, јас можно е да пристапам, да ми се случи истото и на тој начин да умрам. Тука може да се јави и хипохондријата, значи константно да наоѓаме симптоми дека тоа истото го имаме, што пак се должи на паничен напад, пак се должи на константната анксиозност или пливањето во стрес и честата посета на лекар. Еве, не сакам да умрам и јас одам на лекар и константно одам на лекар. Пак ја кажем, грешката во периодот е и би сакала доградувањата и кај моите колеги психолози, и кај психотерапевтите, и кај лекарите, малку повеќе да го задржите пациентот. Симулирајте ситуација, добро, ќе умреш. Како ќе умреш? Како ќе се случи смрт? Еве, јас те гледам, ти си комплетно физиолошки здрава. Крв, окей, ќе направиме крвна анализа. Нешто што вистински може да се... Ќе направиме една ЕКГ. Еве, јас гледам дека ти си потполно здрава. Како ќе умреш? А тука настапува паничниот напад и обяснувањето дека вистина готово кровот ќе падне. Сите ќе умреме тука. Па може некој во ходникот беше заразен со вирус. Јас сутре може ќе се разболам, таа крвна анализа. Знаете, луѓето во анксиозност константно бараат причина за нивниот стрес кој што е во енормно ниво. Пак ќе кажем, нуркаат во стрес. И тоа е една состојба која што не е за да се посака да се почувствува, им треба сериозна повторна ресоциализација, она стварање на безбедност и тоа најчесто може да го направат најблискиот круг на пријатели. Знаете, ама тоа малку треба да оди во некоја постепана, во некоја суптилно ниво. Не можете вие анксиозна особа или личност која е во паничен напад да ја изведете во дискотека. Мислам, тоа просто е невозможно, несвојствено, не се качуваат во јавни превози. Не можат да бидат во многу тесен, затворен простор. Имаат проблем најчесто и со нивото на хигиена. Константно бараат начин да се биде перфектно подредено и така натаму. Значи, исто така може да биде тригер и некоја обсесивно-компулсивно расстройство, каде што просто ќе тера да, еве, тука сум, заглавен сум и реагирам на основа на тоа. Како ситуациите од медиумите, вестите од медиумите можат да влијаат врз нашиот секојдневен живот? Имаме ситуации каде некоја личност исчезнала, некоја личност починала. Ние сето тоа го гледаме на медиумите. Секојдневно чекаме на Facebook или на другите социјални мрежи
се извинувам, или на другите социјални мрежи да се појави информација до каде е случајот, што прават истражните органи. И сето тоа го собираме внатрешно во нас и пред да си легнеме се мислиме што му се случило на човекот, како му се случило, што би било кога нам тоа ни се случило, дали од тоа би се кренало некоја голема фама, дали сите би зборувале за нас, како тоа би влијало врз нашето семејство, дали тие би биле засрамени. Како тоа може да влијае на нас? Како медиумите секојдневно влијаат врз нашиот начин на живот? Па нели медиумите имате на дефиниција дека се седмата сила во светот. Тие продаваат, тие издаваат. Знаете како, ние сме толку многу толку многу сме ефектирани од тоа што ќе биде кажано и пак ќе кажам. COVID-19 направи од нас сервилност. Значи, сервилни луѓето станавме. Просто ти се сервира и ти почнуваш тоа да го обработуваш, да го жвакаш и да го примаш или да го отврлиш. Има луѓе кои што примерно не гледаат вести. После COVID-19, како една глобална епидемиолошка состојба, или тоест пандемија беше, апсолутно не гледаат вести. Имаат своји лични интереси и така се спаси. Но има луѓе кои што сакаат да бидат во тек со настаните. Автоматски тоа пак произведува на дневно ниво стрес. Што може да биде најголемиот проблем? Ме прашува претходното прашање и сега добро ќе го поврзаме. Младите. Па ние сите стануваме и не се кажуваме добро утро, току го фаќаме телефонот и гледаме што се случува на социјалните мрежи. Преплавени се од сега во лето, конкретно ќе зборувам од дестинации прекрасни, па сите одат Дубај, Шејсели, Куба, острови. Прекрасна храна. Па да, па прво не ја јадеме храната, па ја сликаме, па ефекти додаваме, па колку може поекзотична да изгледа. Па ако сме малку покрупнички, наоѓаме агол како да се сликаме, тоа перфектно да изгледа. Ние користиме филтри. Практично јас мислам дека можам да се разминам со некои личности кои што ги гледам на Facebook и во реалноста не се такви. Значи има константна потреба да задоволиме некој тренд кој што е наметнат и е многу вештачки. Социјалните мрежи продаваат. Продаваат магла. Ако треба да се изразам стварно брутално, продаваат магла. За жал, младите се и како многу трпат мониторинг. Значи, они не се генерациите како ние. Да израснеме првото нешто, јас моето големо искуство како училишен психолог ми дава за право да кажам дека денес родителите не комуницираат на начинот како што комуницирале нашите родители. И сега некој ќе каже, ама времето не е исто. Океј, се сложувам, не е исто времето. Да, ние живееме во најперфектниот век што можеше некој пат да се случи. Сериозно сметам дека ние имаме допир до информации кои што можат многу да ни помогнат во секојдневието. Кога некогаш си можел да добиеш географски податок за секунда? Никогаш. Значи сме правеле и семинарски, сме правеле и трудови, и сме дремеле во библиотека и сме листеле книги. Сега тоа се случува за секунда. Кој е највисокиот врв? Пап. Каде има најубави плажи во Албанија? Пап. Сакам да летувам, кои се најдобри компании? Так. Ти просто седејќи добиваш низа на позитивни информации. Векот во кој што живееме апсолутно ни дава толку големи можности, а толку е тоа злоупотребано. Значи, апсолутно не е искористена можноста дека ние, ако пред едно најмалце 10 години имавме проблем да си ги видиме блиските во диаспората или преку океанот, сега тоа може да се случи во минутата во која што сакаме. Да учествуваме сите во некои семејни, иако е виртуелно. Нормално е да бидеш во тек со секојдневието и ако виртуелноста прави да мене срцето ми трепери здраво и јас да го видам некоја па се видовме, ама и тоа видување порано го немаше. Значи ние имаме допинг на среќа, на буквално лачење на допамин кој што треба да направи задоволно. Ние сме толку несреќни, толку разочарани, со толку тригери дека не сме окей. Па како може ове се знаеме, сите се знаеме. Сметате ли дека за тоа придонесуваат доволно и брендовите преку инфлуенсерите кои се обидуваат да ги продаваат своите производи на начин на кој што досега ни беше непознат, барем за нас? Сега новите генерации секојдневно растат со инфлуенсери кои им нудат
начин на живот кој прикажуваат дека тие го живеат. Па еве, ако сакате да бидете како мене, живејте вака. Апсолутно. Значи, инфлуенсерите си го добија своето име по тоа што тие ви влијаат врз размислувањето. Ги има меѓу нив многу луѓе кои што здраворазумски придуваат и да, јас тоа го ве советувам така да направите, но еве јас сум здрава, права, нормална особа која што може да има една недела од пауза и просто да немам мотивација или волја сега нешто да правам. Па, окей, ајде ќе го тргнеме она виртуелно инфлуенсерство. Кога растевме, нашите генерации, имавме инфлуенсери, фудбалерите беа инфлуенсери. Продаваа Пепси, продаваа Кока-кола, Бионси, продава албумчиња. Беа инфлуенсери, нели? Ако Роналдо пиеше Пепси, фановите на Роналдо пиеа Пепси, ама Кока-колата колку сакала да била сладка, џабе било. Сакам да кажам дека ние бараме нешто со кое што ќе се поистоветиме и кое што ќе ни биде блиско или кое што ни е таргет какви да бидеме. За жал, денеска се продава убавина, не се продава разум. Многу ретко ние можеме да сретнеме некој кој што разглобува тема еве како денешнава, а има меѓу инфлуенсерите кои што зборуваат за секојдневицата и со тоа што можеби некој нивни близок се соочил или сме се соочиле ние. Јас би кажала дека можеби подобро е да се наречат оние кои што продаваат продукти како менаџери или комерцијалисти, па нека не го валкаат името инфлуенсер. Сепак, мислам дека имаме малку некоја јазична проблематика во однос на тоа што бе навистина значи инфлуенсер. Значи треба да ти влијам, да те повлечам, да те наведам, да те посоветувам, буквално да те насочам во некаков правец да размислуваш. Има инфлуенсери мајки со повеќе деца. Има инфлуенсери жени кои што буквално покажуваат како едно секојдневие на една жена влијае. Кога некоја идејата која има на тие, да тргнем. Океј, ти немаш деца и викаш дека немаш време. Погледни јас со 3 деца што правам денес, или со едното, или со двете. Знаете, многу пати сме сретнали такви и тие влијаат на секојдневното размислување. Стварно бе. Но како сето тоа влијае на депресивните луѓе кои еве лежат во кревет и скролаат по телефонот, по социјалните мрежи, по Facebook, по Instagram, гледаат слики од екзотични дестинации, гледаат видеа од екзотична храна, екзотични пијалоци, екзотични автомобили, нешто што порано сме го гледале само во филмовите, да бидеме искрени, сме го гледале на телевизија, сега овде пред нас. Сега лежиме и гледаме некој наш познаник дека е во Дубај на одмор. Свесни сме дека во Дубај можеби билетот за авион е 1000 евра, но таму не можете да одите со 500 евра во вас. Ви требаат многу пари. Како сите тие ситуации влијаат врз една депресивна личност? Па, замислете да сте магистер на електротехнички факултет, да сте со многу солиден просек, да можете да работите во било која компанија светско реноме, пример да работите, што знам, на Мета, да ги пробувате Instagram, Facebook и така натаму, а вие уствари да сте вработен како комерцијалист во VIP или T-Mobile, Vaeden или T-Mobile. Ме разбираш ли? Да. Значи јас вложи во себе, јас знам колку вредам. Кога ќе го отворам телефонот и си ги познавам, пример, моите колеги или мојата генерација или што и да е, и да знам мојата вредност, до каде доспеав јас под влијание на ситуациите, околностите и каде живеам и што се требаше да направам и што не требаше да направам, колку била мојата мотивација, колку била мојата волја, што сум сакал, а што сум можел и моментот каде се наоѓам или каде се другите. Како човек да не направи регрес и да не остане во една состојба на неврада. Еве, неврада. Имам легитимна на потиштеност која што апсолутно од некоја разочараност може да надоведе до депресивна епизода или до некоја умерено или силно депресивно расстройство. Значи, мора да постои некаде во автентичноста на самата личност, во оној ментален склоп кој што ние го имаме, каде што тригерот ќе штракне, знаете, буквално како палјач, запаливо е и се случува некое ментално расстройство кое што имало некаде корен. За се има корен, но
пак ќе кажам, отпорите на дневно ниво да бидеме во контакт со самите себе е многу голем. Живееме лажна слика, презентираме лажни моменти, се трудиме да ги прикриеме, автоматски правиме камуфлажа, автоматски го занемаруваме нашето ментално здравје и кога во моментот ќе се јави психосоматика, од тремор, од потење, од кнедла во грлото, од срцебиење, ние реагираме дека нешто се случува, ама колку време пред тоа имало? Ама контактот, отсуството на контактот со себе си, во секојдневието, во овде и сега, е апсолутно најголемата болест на денешницата. Јас напоменав и преска. Апатијата. Младите деца. Да, од 13 до 18 години се најранливи. Имаат влез во едни години на тинеџерство, во едни години на созревање, во едни години на кога ја дооформуваат својата личност. Иако ние психолозите сакаме да кажеме дека во првите 1000 дена од животот се круцијални. Круцијални се. Начинот на кој ќе се поврзаме со родителот, односно со мајката. Начинот на кој што сме растени. Начинот на кој што ни се прикажани стресорните ситуации или било која загуба, како ни е покажано дека треба да реагираме. За депресијата се потребни и генетични фактори учествуваат. Значи, ако ние во семејството имаме веќе на депресивна особа, тоа неминовно може да се пренесе на поколение. Денешните деца се стреснати затоа што сметам дека и родителите живеат многу голем стрес да се себе докажат, да се себе покажат, да се себе истакнат или во најмала рака да бидеме сите исти. Побогу не можеме. Значи сите исти не можеме. Ние денеска апла со сите сили кои што ги имаме, со сите ресурси со кои што располагаме, се трудиме да влеземе во еден шаблон. Абе како? Секој од нас е на некому сличен и тотално различен. Ние не можеме сите да практично бидеме како сериско производство. Тинеџерите, за жал, секако во серија. Зошто? Затоа што тоа што им понудено на социјалните мрежи е едното исто. Секоја жена личи на некоја друга. Значи сите имаат исправки, доправки, вие ќе видите прекрасна, толку убава жена и на себе ставила нешто плюс. И што продаваме? Така не сме идеални? Кога сме веќе кај тинеџерите, се почесто сме сведоци кај тинеџерите на возраст од 15, 16, 17 години. Тоа стана како епидемија во моментов. Имам мои блиски познаници на кои што сум сведок на овие катадневни ситуации, чувствуваат гушење во грлото. Нешто ми стои овде, ме гуши, не можам да дишам, губам воздух. Ме стегаат градите, не знам од што ме стегаат, имам тремор во стомакот. Кога ќе легнам да спиам, ако ова што ме гуши во грлото ми падна надоле, дали можам да се задушам, дали утре ќе се разбудам, не можам веќе така да живеам, не сакам повеќе така да живеам. Како треба да реагираме на овие ситуации? Што треба да правиме? Присутноста на родителите е многу важна во растот и развојот на децата. Кога еднаш ќе станете родител, нема назад. Значи родител си до смрт. Тој мониторинг во однос на родителство, значи таа присутност или тоа надгледување што детето работи, како се чувствува, може, верувајте, многу лесно да се менаџира. Секој од нас би морало, нема да употребам треба, многу е благо за мене во овој ситуација да кажам треба, значи би морало да поминува една класична сеанса, колку што трае 45 минути, саат време, нека е половина час со своето дете. Како си помина денес? Имаше ли нешто што те направи тажен, среќен, со другарите што правевте? Сепак е до родителите. Апсолутно. Многу е потребна љубов, многу е потребна поддршка, многу е потребно разбирање. Зошто? Денеска, децата кои за жал имаат анксиозност или патат од панични напади, се деца кои не влегуваат во шаблонот. Оние кои што имаат и трунка емпатија, оние кои што сепак чувствуваат срам. Денешните деца практично, верувајте ми, како да имаат некој код, се безсрамни. Апсолутно не ги тангира, ти, ако ги опоменаш, и дечки не фрлајте, приберете си ја хартијата од сладоледот,
тоа не им го дала улицата, тоа не им го дал интернетот. Тоа е елементарно воспитание кое што корене се носи од дома. Автоматски ние зборуваме за отсутност на родителски мониторинг. Не знаете вие ништо за детето ако му имате, ако му го тракирате телефонот. Родителите велат вака. Ние сме на работа, по цели денови работиме, за да обезбедиме посветла иднина за нашите деца. Се трудиме колку што можеме да им дадеме повеќе љубов во тие некои половина час, час и половина кога сме дома заедно. Но и кога ние ќе си дојдеме од работа, од прва, втора смена, децата веќе се излесени. Кога тие ќе си дојдат од излегување, ние веќе спиеме за утре да станеме на работа. И секој ден исто се вртиме во круг. На кој начин може сито тоа да се изменаџира? Може ли воопшто да се изменаџира? Може ли родителот во текот на денот да најде време да седне со своето дете и како што постави ти прашања, да му ги постави прашањето, да го праша како си? Како се чувствуваш денес? Како си помина денес во училиште? Дали некој те навреди? Дали некој те повреди? Дали знаеше кога те испрашуваа? Што те испрашуваа? Како тоа може да влијае врз децата? Се разбира, се надевам дека влијае позитивно, но како еден родител тоа ќе го изменаџира? Во пауза за ручек. Да седнат задно да ручат? Ма не мора да седнат, нека се гледат виртуелно. Мами, имам пауза. 15 минути, сакав да видам како се знаете колку му значи тоа на дете. Што разбира детето, што работите вие? Зарем ние пораснавме со купени станови, коли, мотори, јахти, вили. Значи секој од нас прво, најголема грешка на денешницата што сметат родителите дека треба да им обезбедат се на своите деца, автоматски прават паразити. Прават сервилна нација, прават сервилен поредок. Некој што ќе дојде ќе им сервира и тие треба да го голтат без да го жвакаат. Тоа доведува до депресија кај тие деца затоа што се чувствуваат безвредни во општеството. Тоа доведува до една состојба на управување со умови, управување со интелект, управување со секојдневен живот. Тоа доведува до сервилност. Ти ја давам чашата вода и ти викам пи. Затоа што си научен дека секој ти е сервирано од мама и тато, автоматски окей, тоа така треба. Како тие деца ќе се чувствуваат кога ќе влезат во реалниот свет? Знаете, секогаш нема да се тука мама и тато за да ти ја подадат чашата вода за да ти спремат јадење. Во еден момент дали тоа ќе биде на факултет, дали ќе биде после факултет. Ама они се сите исти. Ние имаме проблем на колективно ниво. Значи они се сите исти. Они очекуваат да им биде дадено. Они им очекуваат наставникот да го исправи своето однесување, им сгрешил. Они очекуваат дека отсуството од школа мама ќе го оправда, мама прави се за мене. Они очекуваат, они просто, верувајте ми, они се како едно стадо. Они имаат водичи кои што генерално им презентираат нешто што не е издржливо за живење секојдневно. Ние имаме проблем што нашите деца се залюбени во материјалните добра кои што никој од нас никада си ги нема понесено. Значи од овој се доаѓаме сами, заминуваме сами, ништо не можеме да земеме. Апсолутно тие така си ги бираат своите пријатели. Тие така си ги бираат своите друштва. Децата кои што малку не можат да одговорат или родителите имаат поскромни работи, автоматски се отргнати на страна. Тие деца се булирани, тие деца се малтретирани, тие деца се најпрво на вербално ниво. Значи, ние имаме колективен проблем, кога ќе кажем дека имаме колективна апатија, тоа вистински го мислам. Затоа што и родителот кој ќе дојде на разговор, ако е повикан од стручната служба, кој што е стварно повикан од стручната служба во едно училиште, треба и мора да реагира како крвото кај човекот. Значи, ако имаме некој тромб, мора да го сузбиеме, за да не се случи инфаркт и да се случи мозочно изливање. Просто, стручната служба би морало да биде присутна во нејзиното работно време колку што е можно повеќе. По тој начин можеме да детектираме. Нашата работа е да превенираме. Нашата работа не е да лечиме. Не треба да ми дојде дете онесвестено од тремор, од страв, од паничен напад, за да знам дека нешто се случува, па тоа се познава. Прво се познава кај тинејџерите, ако вие видите дека вашето дете во сред лето е по долги ракави, треба да се прашате зошто е тоа така. Најчесто пред суицидалните мисли постои себе повредување, касапење, сечење, горење со фасови од цигари. Значи постојат многу алармантни ситуации кои што би требало еден родител да ги знае, би морало да го познава своето дете. Не можеме да се правдаме цел па сите се такви. Ба како се сите такви?
Не се сите такви. Значи, апсолутно не се сите такви. Не се сите деца исти. Што добиваат од самоповредувањата? Тоа се сигнали за Се спас. намалува некоја болка? Па, апсолутно се случува момент на катарза. Еве, мојата безвредност. Сведоци сме во соседна Србија и не толку многу далеку, баш поради таа неродителска грижа или недоволна родителска грижа, заменување на родителството со материјалните добра, ни се случи масакар. И тоа се случи масакар во училиште, каде што 13 годишно момче ги уби своите другари, своите школски другарчиња. Дали тоа може да се примети? Дали тоа може да се превенира? Тука би рекла дека постои и друго расстройство, тоа класично социопатско однесување, кое што за жал Се познава ли тоа? Па се познава, апсолутно се познава. Сигурно во најраните години дете кое што малтретира животни безмилосно има сигнали дека може да порасне во социопат или во деликвент. Апсолутно. Отсуство на грижа за другиот. Класична апатија. Значи, социопатот има класична апатија, тотално равнодушие. Нели ги учат оние емоциите и чувствата за да ги имитираат после тоа? Тоа ви е, значи, психоза која што е оргазмична, која што е генетична, која што учествува мозочните кили учествуваат во сето тоа, така да апсолутно тука веќе зборуваме за нешто што е болест, психичка болест, значи ставаме збор за психоза. Депресивните состојби, анксиозноста, паничните напади се неурози кои што Баш за тоа ве прашав, затоа што колку што барем јас имам познавање во депресивната состојба имаме само повредување. Не знам и не сум слушнал, може би има, но еве не знам да имаме повредување на други лица. Не. Да сакаме да наштетиме на некој, да одземаме некој друг живот. Не. Обично се посегнува по својот живот, да се ги Фиксацијата е врз олесниме себе. болките. Фиксацијата е врз себе. Да се спасам. Тоа е како спасување, меѓутоа не е. Просто вие си Како може тоа да се превенира? Како ние дома можеме да забележиме, освен еве кога тинеџерите носат долги ракави, затоа што намален успех. Почесто имаме ситуации каде што тинеџерите посегнуваат по својот живот и тоа е трагично, тоа е жално. Се работи за деца од 13, 15, 17 години, деца кои ништо не виделе во животот, деца кои имаат излезено од државата, имаат отидено најдалеку до Грција, никаде на друго место не имаат отидено, ништо друго не имаат видено, ништо друго не имаат проживеано и тие деца еден ден се будат од сон и одлучуваат да си го одземат животот. Што може тука да направиме? Како тоа да го спречиме? Моментот дека освен долгите ракави кои што веќе сметам дека е некоја крајна инстанца дека нешто се случува, кога е ненормално тоа, не може по плетен џемпер да се шетаме сега на 50 степен, просто е нелогично. Има други тригери, има други сигнализации кои што се на некое нормално ниво во смисла на намален успех. Еве, намален успех. Отсуство од училиште, бегање од часови. Значи сето тоа се тригери каде што се повикува родителот на не сум окей. Знаете, децата одат по суптилно го Да, како животните најдете по некој инстинкт, сега ова ќе го направам, не е смислено, ама е многу природно. Ќе направат се за да добијат внимание, што за жал пак ќе кажам, или тоа стручната служба не умее добро да го изменаџира, или родителот кој ќе отиде дели совети на стручната служба. Значи, имаме проблем на негирање проблем. Родителите често, заради недоживување сопствен неуспех, негираат дека нивното дете има проблем. И тога ситуацијата оди во енормни размери и се случуваат катастрофи како што се случуваат. Затоа што, пак ќе кажам, повозрастните умеат да кажат, како бе нас нели нас зафркаваа, што нели не имаше булинг во наше време, како на овој го зафркававме дека бил малку побуцкаст, на овој дека имал малку поголем нос или било како. Значи да, ама тогаш и сега не е исто, затоа што бројот на децата кои што учествуваат тогаш во тоа исмевање или булирање беше многу помал. Сега е стадо кое те напаѓа и си ти една личност, една индивидуа која што останува сосема сама заради тоа што пак ќе напомнам, имаме апатична младина. Не учествува во одбрана на другиот, затоа што автоматски спаѓаш во категоријата слаб, спаѓаш во категоријата на оној кој што спасувач, а не напаѓач. Напаѓачот е фаворит.
Оној кој што го врши булингот е зверка во школото. Тоа е силен, тоа е моќен, него никој не може ништо да му каже. Многу е по-својствено во ранливи години да се приспоиме во групата која што има повеќе моќ од онаа што е немоќна. Нашите родители не советува кога некој се закача, раскачај го. Кога некој е удрен, спаси го. Ако си посилен или нешто поголемо се случува, трчај и извести некој повозрасен. Сега не постои момент на известување. Многу долго време се случува, верувај ми, ситуации кои што се случиле во основно или средно да испливаат во моментот кога веќе станувате родител. Незавршени работи. Тоа во нашата професија се викаат незавршени работи. Значи нешто што мене толку тешко ме повредило и јас го имам тоа понесено со мене без никакви посилни реакции или поголемо расстройство во мојот психички живот, но кога јас станувам родител, тоа почнувам да го одново жвакам со моето дете. И верувајте ми, тоа не се симпатични ситуации, да кај вас живее 10-15 години, случка која не била расчистена, заради тоа што еве, можеби сте растени. Во психологијата ги имаме едни, по дефиниција, интроекти, кои што се туги реченици кои ни стануваат водичи во животот. Ајде бе, ти си машко, слабички те правиме тебе, ми плачеш тука и некој те клоцнал. Не смеам да плачам. Крај на приказната. Не смеам да се пожалам. Ја морам да бидам силен. Значи, автоматски имате предодредено функционирање во однос на било каков напад. Јас не смеам да бидам слаб. Таа реченица може тотално да ве уништи. Затоа што нема да дозволите да покажете дека вие страдате. Тоа е страдање. Тоа е практично распаѓање одвртно. Тоа е како една гангрена ментална. Јас го прикривам тоа, затоа што не смеам во очите на моите родители да изгледам така, а всушност си носам незавршена работа, која што и како е работа за на психолог, за на советување, за на психотерапија, за да можам во моментот кога ќе се соочам со родителска улога да бидам здрав и да му дадам здрава подлога на моето дете, а не одново да преживувам некоја траума која што мене ме направила да се чувствувам кревко, безпомошна, а сум морал да Тоа се тие имитирам силен. притисоци кои родителите ги вршат врз своите деца. Па народски кажано, да. Значи секоја реченица која што му ја даваме на детето како значи дефиниција. Тоа така не. Ние сме направиле проблем. Можеби вашето дете нема капацитет да трпи насилство, да кажем. Не сака ни да гледа, не да тепа. И сега некој добро, ако те удрат, удри и ти. Добро. Не сака да удира. Не сака. Еве, миролюбиво детеве, испаднало нека баба и дедо. Не сака да се закачува. И удри го и ти. Не удара еднаш, не удара два пати, он станува мета, просто боксерска вреќа на истурање на бес на некое дете кое што е несреќно. Верувајте ми, децата кои што вршат насилство се несреќни деца, неисполнети, има други очекувања од тоа што треба. Порано да се случи. крушеа муабет и имаше читавме низ статии по социјалните мрежи дека всушност децата кои вршат булинг, кои вршат насилство врз своите другарчиња, се деца кои дома трпат насилство од родителите. Има ли вистина во тоа? Па, види сега вака. Насилство е и Игнорирањето. моментот кога јас ќе се пожалам како дете дека нешто ми се случува и тоа биде занемарено, за мене е како дете е момент на тоа да кој мене би требало да ме заштити, значи јас сум сам со себе и јас би требало да реагирам соодветствено на тоа. Како да повикам пак помош од моите родители? Па еве ќе правам најлоши работи во училиште. Ќе се тепам, ќе ги викнат мама и тато. Ќе намалам успех, ќе ги викнат мама и тато. Ќе истепам уште 5-6 деца, ќе ги викнат мама и тато. Ќе бегам од часови, ќе ги викнат мама и тато. Ама во викањето на мама и на тато. Ако мама и тато не седнат дома, каде има некаков проблем, сгрешивме некаде, ти треба нешто, ева слободно кажи, со нас си безбеден. Кога едно дете не чувствува безбедност во неговата матична средина, од каде да ја има таа потреба за миролюбивост, потреба за решавање на проблеми. Тоа дете бара помош, очајно бара помош. Тие се ситуации кога ќе исклучиме социопатското однесување, кое што рековме дека е класична психоза, кое што апсолутно спаѓа во едно мозочно расстройство, зборуваме за
обичен проблем кој што може да наведе некоја личност да биде насилник. Верувајте ми, во коренот на секоја насилство постои занемарување, невреднување, недоволна љубов, недоволна поддршка, недоволна аплаузи, што би се рекло. Многу Ќе му остават на детето 500 денари да оди денеска на училиште и тоа е се што можат тие да му понудат во текот на тој ден. Па тоа е проблемот кога викаме се за децата. Се за децата е, верувајте ми, да сме присутни. Тука и сега не е се за децата да ги дадеме најмодерните телефони, не е се за децата да уклучиме апликација за следење. Младите се толку вешти да можат да ве маневрираат и со тоа. Не е апсолутно еве јас семо овозможив, еве и тамо да се школува, еве и вака да се облече. Па знаете, луѓето умеат да живеат живот на вересија, да се позајмуваат, да креваат брзи кредити кои што после ги исплаќаат 10 пати повеќе. Тоа е друга тема за која што повторно ќе ја поканам, затоа што тоа придонесе да бројот на самоубиства, пака и возрастните лица се зголеми драстично во нашата држава и тоа многукратно повеќе од тоа што се случуваше во минатото, но апсолутно. О том потом. Како крајна реченица на овој сегмент од разговорот би рекла дека секоја љубов која што е храната материјално е вечно гладна. Нема да постои крајно задоволство ако вие вашето отсуство, вашата посветеност, вашиот ангажман како родител го надоместувате со купени работи. Се што се купува е лесно заменливо. Онаа што остава траги е односот. За жал, се поголемото отсуство на взаемна комуникација и однос во кој што родителите слушат за да разберат и притоа немаат отпор, односно одборен механизам на негација, да јас негирам дека има проблем моето дете, за да дојде до енормни состојби, би било полезно присутноста да е по-присутна, тука и сега, да е разговорот буквално, да се слушаме, активно да се слушаме, да пробаме да се разбереме и на крајот од денот, доколку не можеме сами. Нема срамота, апсолутно никаков срам, да се обратиме на некој кој што се едуцирал, се дообучувал, специализирал во одредена бранша, стручна помош од психолог, од психотерапевт, да се посоветува. Јас мислам дека има проблем. Апсолутно не е срам. Денеска, се уште, и малите средини, како нашата, страдаат од моментот дека кај психолог одат само ненормални луѓе, не е точно. Кај психолог одат сосема нормални луѓе со сосема нормални проблеми. Кај психотерапевт исто така. Психијатрот се консултира тогаш кога психологот или психотерапевтот дијагностицира состојба на која што е потребна медикаментозна терапија. Значи му треба дополнителна помош за да се врати егото во неговата природна состојба. Онаа што денеска и децата, за жал, во училиштата сметат дека казнена соба стручната служба. Еве ќе те караат сега, ќе те направат од нов ќе те изделкаат така на парчиња и ти ќе се вратиш смирено дете. Не е точно. Не е точно. Ама пак ќе кажем, вината во тоа мислење ја носиме ние. Како сме се презентирале како психолози во една училишна средина. Дали ние очекуваме колегата да ни донесе дете на разговор или ние веќе знаеме со кој може да разговараме. Имаме толку убава професија, толку многу си ја сакам професијата, да ние буквално можеме да бидеме инфлуенсери во самата смисла на зборот и тоа од најрани години да детектираме, да превенираме, да обликуваме, да надградуваме. Ние сме оние кои што апсолутно на она што е како база можеме да го доукрасиме. Сања, ви благодарам премногу на овој исцрпен разговор, преубав разговор, мене премногу ми се допадна. Се надевам дека и вас, почитувани гледачи, ви се допадна. Дали имаш уште нешто да додадеш? Не, мислам дека последната реченица кажа доволно. се. Ти благодарам, ми беше и мене многу пријатно, многу повторно. флуентно, така да мислам малку ни е и времето. Одлично беше. Се гледаме во наредна прилика. Благодарам. Почитувани гледачи, ова беше се за ова издание на Дневна соба. Не заборавајте, како што рече психологот Сања Ставров, секоја љубов што ја храните со материјално ќе биде вечно гладна. Затоа сакајте се, имајте разбирање, разговарајте со своите деца, разговарајте со своите најблиски и не заборавајте, не е ништо табу, не е ништо страшно. Оно
кога ви е најтешко да посетите психолог или психотерапевт. А тие најдобро знаат како да постапат и како да ги решат вашите проблеми, односно како да ве наведат вие самите да добиете некое поблаго олеснување. Ви благодарам уште еднаш на вниманието, останете со програмата на ТВ каналот ВИС, следуваат интересни содржини.